Кинеското инвестирање продолжува во американскиот дигитален сектор и тоа на рекордно високо ниво, покажуваат податоците на американската компанија CB Insight. Според нив, 26% од сите американски стартап проекти во вредност од над $1.000.000 имаат инвеститори со седиште во Кина. Во првите 3 квартали од 2016 година, кинеските инвеститори склучија 160 договори со американски фирми во вредност од $3.5 милијарди. Најавени се и дополнителни инвестиции. Меѓу нив и од компанијата за едукација New Oriental од Кина, која е заинтересирана за Силиконската долина. Незиниот представник Майкл Ји One вели: of the main reasons I think we bring the money here to invest into Silicon Valley, because Silicon Valley has a fame for the most brilliant brains idea. GLF е стартап проект кој се занимава со производство на полупроводници и 60% од парите ги добива од Кина. It's pretty integral, I'll tell you that. It's very, very difficult to raise funds for a semiconductor company in this valley, which is called Silicon Valley. It's kind of ironic. Ван Ксиао, директор на компанијата која организира настани за потикнување на иновациите, вели дека кинезите ја обожуваат Силиконската долина веќе 30 години. But China, they have ambition. They don't want to actually be the second. They don't want to keep continuously catching up. They wanted to have advantage over the next wave of technology innovation, which perhaps is new platform like virtual reality, mixed reality, drones. Кинеската компанија Ингдан отвори свое представништво во Силиконската долина. Таму луѓето можат да најдат се од личен прочистувач до звучници кои лебдат. Ингдан е една од најголемите кинески платформи која ги поврзува стартапите со пазарите во светот. Ли Шипенг вели: Silicon Valley is really the innovation center of the world. So there are a lot of great startups, creative ideas, great people, great talents we want to tap into. On the other hand, for U.S. company, they need to tap into China market as well. Ли очекува нивниот фонд за технолошки развој да расте, наведувајќи дека најверојатно ќе покренат нови проекти во Соединетите држави многу наскоро.